Крстарејќи низ Пелагониската котлина изминативе 25 години, поточно речено низ незиниот северен дел, попрецизно кажано низ Прилепското поле, низ неговите 110 села, денеска распоредени во урбаната општина Прилеп и руралните општини Кривогаштани и Долнени, како што вели народот, наред дојде да го посетам и долнеското село Лажани. Наред дојде долнеското село Лажани, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непокорливата драгоцена слика за Лажани низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село. Со надеж дека меѓу помладите лажанчани, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно офатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Лажани е далеко од Прилеп, негде 28 километри. Така? Соседни села му се Житоше, Борино, Саждево, Девре, Штеропотово, така Рилево, Фајчатер, долу вашето село. Ти си роден во селото Лажани, живееш во селото Лажани. Кажи ми вака едно, од што се занимаваш? Па претежно за тутун. Работиме тутун и помалце пшеница, пченка како за своји потреби. Ние сме четвори за работа, предуши сме така мало дете, но имаме другите за работа, сама тешко се произведуваш. Тешко, многу се станува рано. Постоењето на Лажани како населба секако се протега назад со времето, со векови и покрај тоа што не се направени посебни археолошки истражувања на локалитетите со можни стари населби на подрачјето на селото Лажани, некои околности укажуваат дека просторот на селото бил одамна користен за живеалиште. Првите податоци за селото Лажани се содржат во пишаните документи кои датираат од средновековието. Лажани во 1337 година царот Душан го приложува како дел од имотот на манастирот Трескавец. Првите пишени документи од отоманското владение на овие простори датираат со пописниот отомански дефтер број 4 од 1467 и 1468 година, каде што во овој дефтер селото се спомнува како Лажани, во која имало 48 куќи, во кои живееле 40 домарисијански и една отоманска фамилија. Во пописниот дефтер од 1467 и 1567 година, кој се однесува за период од 100 години по претходниот, но и тој ги содржи речиси истите податоци како и дефтерот број 4 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер Лажани се спомнува како Лажане и припаѓа на битолскиот вилајет Дебрешката каза на чифликот на Усеин Топукбег. Исто така Лажани се спомнува во отоманските дефтери од 1845 година за приходите на христијаните во Прилеп, каде што се среќава од селото Лажани. Дебрешка каза, каде што пишува дека во бакалскиот тан во 1815 година свој бакалски дуќени за брашно, сол, газија, шеќер, масло, леблебија и други работи кои биле потребни за животот на луѓето отвориле и неколкумина бакалџии од Лажани. Исто така, во отоманските дефтери од 1845 година е запишено дека од 1815 година до 1844 година од Лажани во Прилеп, дуќаните кои ги отвориле лажанци, како басмарскиот, боцварскиот, тенекеџискиот, ковачкиот, терзискиот занает, фурнаџискиот, којунџискиот занает и други занаети, сите овие дуќени биле дел од големите прилепски естапи. Живееме овдека во мешано село, со мешан етнички состав.
Во село Лажани сме негде околу 96 домаќинства православни, а околу 400 и нешто куќи се од другата вероисповест, како бошнаци, турци, албанци и така. Ова село е составено од скоро 500 куќи во кои живеат околу 3000 жители. Село Лажани се најдува западно од Прилеп, по општина сегашна Долнени, и е на патот меѓу Прилеп Македонски Брод во средината и оддалечено од Прилеп е 28 километри. На село Лажани е центар на повеќе села како Дебреште, Ропотово, Кошино, Саждево, Јакреново, Борино, Житоше, Средорек. Дека селото Лажани на овие простори обстојува многу векови говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија, од 1394 до 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стеван Верковиќ, како и во обемниот истражувачки и научен труд на професорот доктор Јован Трифуновски, еден од најпознатите не само во Македонија, туку и во светски рамки, антрополози и географи, во трудот Антрополошки и географски истражувања на Битолско-Прилепската котлина, во делот за селото Лажани запишал: ова полско село се распостила помеѓу атарите на селата Житоше, Кошино, Дебреште и Ропотово. Селото има селски водовод, изграден од 8 селски бунари и од селскиот извор Преод, кој се наоѓа северозападно од селото во 1909 година, за време на Отоманската империја. Според старите преданија, во ова село од памтивека живеело население со христијанска православна вера. Кон крајот на 18-тиот и првата половина на 19-тиот век, неколку турски бегови по потекло од Деваско формираат неколку своји чифлици. Зачувари на чифлиците од околината на Кичевско и Деваско ги населувале потурчените македонци, така што бројот на македонско население со мухамеданска религија за првпат во историјата во ова село Лажани го надминало бројот на македонското население со православна религија. Пред крајот на отоманското владение во овие простори во село Лажани постоеле 3 чифлици. Најголемиот чифлик му припаѓал на дебарското семејство Ваголи, чии негови предци биле македонци со православна христијанска вера, а мухамеданската религија ја примиле во првата половина на 18 век. Вториот чифлик му припаѓал на стариот македонски род Мемедовци, кои исто така мухамеданската религија ја примиле во првата половина на 18 век, додека пак третиот чифлик бил во собственост на родот Утковци, кои во 17 век во селото Лажани се доселиле од селото Зрже, каде што собственикот на овој чифлик, Али Бек, бил посвоено дете кај Мехмед Бек. Иако ја примил мухамеданската вера, сепак, за да не се заборави од каде му е потеклото и кои му се корените, го задржал семејното презиме Утковци, кои и денеска живеат во прилепското село Зрже. Во 1912 година трите чифлици ги откупиле селаните од селото Лажани. Во 1921 година Лажани брои 75 домаќинства, во 1948 година 198 домаќинства, во 1961 година 218 домаќинства. Во 1920 година на купената земја или земјата делена од кралството Југославија во Лажани се населуваат овие македонски родови: Николовци од село Вир, Поречка околија. Во 1922 година од село Лазарополе доселен е семејниот род Ламбевци.
Во 1927 година во селото Лажани се доселува семениот род Талевци од поречкото село Граешница. Во 1928 година од поречкото село Вир се доселува семениот род Дабевци, додека пак семениот род Златевци во Лажани се доселува од поречкото село Манастирец. Населувањето од селата во поречието во Лажани продолжува се до 1954 година. Јас сум населен 1953 година во село Лажани од село Белица, Македонски Брод. Јас како земјоделец, службеник, пензионер, работев во Министерство за правда, сега сум пензионер, пак се занимавав со земјоделие. Работев како матичар во село Костенци, општина Долнени, и во моето матично подрачје беа опфатени 12 села. Може ли вака да направиш една твоја ретроспектива, едно твое сеќавање на оние моменти кога се среќаваше со мештаните да дојдат да излезат извонародени, да дојдат да се пожалат во селото, да речеме Ајдева, Костинци, Рилево, Зарзер, Маргари, да им прочитате некое писмо, да им напишете некоја молба на тие мештани што беа тука. Ние знаеме дека овие села сепете се старци. Секако. Јас како матичар во големо матично подрачје работев со луѓе, земјоделци, стари, повеќе изнемоштени луѓе, неписмени, им се снајдував со хартија, му пишував молби, ги услужував со изводи бараните, документи како народени, навенчани, наумрени, ги упатував ако бараат некои други проблеми кои што ги имаат, ги упатував кај што треба на местата додат, да не би талкале лево-десно. До 1998 година немаше телефони. Телефони имаше само во поштата. И нашата местна канцеларија исто имаме телефон. Луѓето се обраќа да побараат телефонски броеви или преку пошта или преку мене. Ги услужуваме, така добива врски со нивните оцелени деца. Големо иселување на населението од село Лажани со мухамеданска религија, кај народот попозната како големата преселба на турците од Македонија во Турција, имаме во периодот од 1954 до 1957 година. Од 1954 година до 1974 година во Лажани се населува население од просторите на СФРЈ, претежно муслимани од Санџак, меѓу народот во овој крај попознати како турци санџаклии. Еве овде ке се наоѓаме во прилепското село Лажани. Ова село е повеќе национално село во кој што живеат и македонци, живеат босанци, живеат албанци, живеат турци. Мешане нација. Ајде вака да ми се представиш како се викаш, од каде си? Слушај, јас се викам Бечо Горчевиќ од село Лажани, Прилепска општина Долнани. А доселе сам из Санџак, Србија. Село Угао, општина Сјеница. Месна канцеларија Карајукиќи Бунари. Доселен сам оде 74 година, 8 марта. И дан данас овде живим, земљоделац сам, земљу радимо, стоку, то гледамо, с тие ми децу школуемо и живимо. Наше село поголемо. Национално мешано и Срби, и православни, и македонци, и турци, и сви живимо, имамо едно село за пример овде, како е национално мешано. Ти имаш многу пријатели во селата Ропотово, Кошино, Рилево, Сликве. Имам и у Ропотово доста пријатели. Имам и у Рилево сите знам кода су ми комшија оде, а не у Рилево. Имам и у Кошино пријатели, имам и у Долнани. Може ли да ми спомниш некој твој пријатели, како ги запозна пријателите во Рилево, да речеме? Па, брати ми беше Зоре Миленковски, после Коста Петрески. Може ли да се седиш на некој настан, на некој случај кој што те поканиле да поедиш на гости, на слава, на
Био сам и на гости на Слава. Био сам кod Зорета Miljenkovska. Bio sam kod Najda pred Zoretovu kuću. Bio sam kod Blagoje Kaša. Bio sam kod Ljubeta Kaša. I kaj njimi sam bio. Кога ќе се сретнеш со твоите пријатели од Рилево, од Зрдзе, од Маргари, од Кошино, од Ропотово, дали вака некојаш си запрашувал, како брзо замина младоста? Бога ми има една песна, се каже, од младости рано мину, коно магла уз планину. Родниот крај на твојот дедо, кој е тако? Да, имам тамо роднини, уште имаме роднини тамо, одиме. Каде е животот порен, да речеме, во Тутун или одека во Лажен? Каде тамо горе? Каде е подобар? Што знам, јас овде сум роден, мене овде се разбира дека ме влечи. Па и горе не е лошо, народот си живеи. Странство се претежно сите роднините и така. Втората половина на 18 век за Лажени е период на обновување на селото, испразнето од страна на арамиската дружина предводена од Кади Заде Мустафа, која броела околу 500 луѓе од албанска и турска националност, која действувала во соработка со одредени феудалци и државни службеници од Прилепската каза по незината целосна ликвидација од страна на отоманските тогашни власти. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромни сакрални зданија врз претходно разорнатата и некогашна манастирска црква Свети Никола на местноста манастириште на источниот дел од селото. Според пишаните документи, денешната црква која е изградена врз темелите на некогашната истоимена црква била созидана во 1875 година. Исто така, во пишаните документи е забележено дека црквата е зоографисана во 1882 година. Зоографите биле браќата од Крушево, Коста, Ангеле и Никола Анастасовски. Јас сум по потекло од село Долно Ботуше, од Порече. Клисра сум овдека од 11 година, 2011 година. Ова 4-та година, 5-та дека ми дојде. Да ми кажеш оваа црква овдека кога е правена? Црквата е направена 1988. Кој ти е тебе куќна слава? Куќна слава мене ми овдека Митроен. Свети Никола Летен. Дали овдека во селото Лажени за Митров ден, за Велик ден, за Божи да речеме, или за Бајрам, или пак за Курбан Бајрам Рамазан, имате доаѓаат ли вашите соселани нагости или вие кај ме? Овдека славите си ги славиме што ми се слави. Во тој случај, значи, добри односи имаме со сите те комши, национално се, немаме ништо, значи, лоши работи да се десува. Во ова населено место со новава терминологија, односно селото Лажени, јас точно е дека подолго време доаѓам. Имам многу бројни пријатели и меѓу луѓето со православна вероисповед и меѓу муслиманите. И мојот печаток е дека ова село овде е еден класичен пример за повеќе национално место, односно место каде што живеат повеќе националности во еден соживот и во една меѓусебна толеранција, почитување и уважување. Јас во тој поглед нешто во тој правец би сакал да кажам околу поимот за толеранцијата, дека толеранцијата всушност представува една од најубавите човечки особини и која представува секогаш темел на мирот. Значи, толеранцијата е особина која што може мирот секогаш и секаде да го направи возможен. Всушност, тој поим, таа толеранција представува хармонија во различностите. Имено се заснива на знаење, на отвореност, на комуникација, на слобода во размислувањата и убедувањата, и погрешно ако се мисли дека тој поим представува всушност некоја концесија, некоја попустливост или некоја добродушност. Всушност, толеранцијата представува почитување и уважување на туѓите идеи, ставови, начин на размислување и на живење. Толеранцијата е особина која што всушност го краси однесувањето на луѓето, и со таа толеранција всушност луѓето кои што
се разликуваат меѓу себе по говорот, по однесувањето, по можностите, по способностите и така натаму, имаат право сите да живеат во мир и да бидат такви какви што се. Ние немаме право на никого да му го наметнуваме по секоја цена нашето мислење и убедување. Секој има право да се придржува на своето убедување и размислување, меѓутоа треба да се почитува и правото на другиот дека и тој другиот има право да се придржува на своите размислувања и убедувања. Денес во светот не постои држава, не постои ни голем град. А знаеме дека еве има и вакви села по големи населени места каде што имате луѓе со повеќе вери, нации и култури кои што живеат во еден заеднички живот и каде што е неизбежна таа толеранција и тој соживот помеѓу луѓето. Толерантен може да биде, знаете, секој човек кој што е свесен дека не ја знае целата вистина за многу работи и дека му се потребни и други луѓе за да доспее во близина на вистината. Толеранцијата е особина која ја вклучува свесно одлуката да се постапи воздржано и ненасилно. Значи, толеранција може да се најде за секој човек, без разлика на сите различности во однос на нас. Прагот на толеранцијата, велиме ние дека зависи од генетиката, меѓутоа зависи и од средината во која што растеме и во која што живееме. Ние секогаш треба да имаме почит и респект према нашиот соговорник, без разлика што многу пати можеби ние мислиме дека тој наш соговорник зборува според нашите проценки погрешно или можеби безсмислено. Меѓутоа и во тој човек ние треба да гледаме добронамерен човек кој што вистината ја бара на свој собствен начин. Ако не постојат другите, да бидеме свесни дека нема ни ние да постоиме. Значи ние мораме да бидеме свесни дека светот е полн со луѓе и тоа ни е потсетник дека во светот постојат луѓе со различна боја на кожата, со различна вера, нација, размислување, однесување, способности и така натаму. Меѓутоа, во сите тие луѓе тече крв. И таа крв на некој начин нас со некои невидливи нитни не поврзува. Меѓуверската и меѓурелигиската толеранција и соработка во нашето општество беа и останаа непроменети вредности и гаранција за добра перспектива во иднина. Верската толеранција, комшинската солидарност, гостопримството се основни, фундаментални вредности и одредници на секое културно и секое цивилизацијско и цивилизирано општество. Значи не е важно, воопшто не е битно човек со каква вероисповед, со каква определба и вера е. Битно е каков човек е. Дали е човекот вреден, авторитетен, почитуван или не е. Мултиконфесионалноста исто така е битна за секоја држава, затоа што подразбира почитување и уважување на различните културни навики. Мора да се почитува сечија вероисповед, сечија определба и никој не може да се прифати да се сака доколку не се запознае. И затоа се оди, секогаш на тоа луѓето, сите своји евентуални недоразбирања да ги решаваат низ диалог, а за да ги решаваат низ диалог и разговор треба да се запознаат меѓу себе. И само на таков начин ние можеме да воспоставиме живот без недоразбирања и без несогласување. Мештаните од селото Лажани ми раскажаа многу приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања различни по време и простор, а вам, драги мои, дел од непокорливата драгоцена слика за Лажани низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, се обидов дел од нив и вам да ви пренесам преку оваа репортажа, со надеж дека помеѓу помладите лажанчани, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти, кои за голем број прашања, изнесени делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење, за да го доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот.